Еве да ни кажете, голем црн облак се надвива над Штип, зашто станува збор, дали е тоа нов пожар кој се појави во попладневните часови? И дали е алармантен или? Се работи за дел од пожарот кој што се одвиваше на планината Серта, еден од краците кој што повторно се разгоре по Пладнево, за жал доби многу голема димензија. Има огромен чад зад мене, горат пред се нискостеблисти растенија, оние ниски смреки кои што дават таква црна густа чад. Локацијски пожарот се одвива зад стеглиштето Пенуш во насока на војниот полигон Криволак, но е далеко од полигонот Криволак. Полигонот е далеко од загрозен. Сепак ако продолжи со ова темпо ќе имаме сериозни проблеми со овој пожар. Затоа доколку дождот не ни помогна бидејќи се облачи. Слушаме грмење на облаците и го помина тој дел, а чадот се уште е силен. Рано наутро ќе го нападнеме со сите расположливи воздухопловни сили, затоа што ова навистина е голема линија, но не е само овој пожар. Полево имаме уште едно горење, ново горење кој што се разви денес, повторно на планината Серта, од задната неготинска страна, и едно горење од штипската страна над селото Пухче. Значи се работи за 3 пожари. Голема благодарност до министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што веќе во неколку наврати ги посетува пожарникарите и другите лица кои што учествуваат во гаснењето на оваа огнена стихија. Ни значи присуството на било кој министер, бидејќи на лице место можат да ги видат проблемите со кои што се справуваме, но и застарената опрема и лошата заштитна лична опрема или никаква лична заштитна опрема, бидејќи министерот виде денес дека единицата од ДЗС се облечена во обични униформи, кои што не се отпорни на оган, и тоа ми дава надеж дека владата брзо ќе се зафати со надминување на овие проблеми, чекор по чекор, бидејќи состојбата на вистина е многу лоша во овој момент. Така, Ветрот кој што дува, може да го почувствувате, и кој што го менува својот правец, дополнително го засилува горењето. Пред малку дуваше многу силен ветер, се разви исклучително црна чад и веќе почнаа од небото да паѓаат оние карактеристични остатоци од горењето. Така, на Пенуш има и магазин, односно објект за депонирање на стари гуми. Постои ли опасност да се запали ова? Не сум сигурен, бидејќи прв пат вас слушам дека има такво нешто, но добро што ми укажавте. Ќе провериме, еве сега одовде ќе отидам лично таму на лице место, бидејќи знаете дека стрелиштето Пенуш е едно од моите омилени места од времето кога работев во полицијата. Таму имавме камп за обука токму на Пенуш. Ќе погледам и доколку не е обезбеден, ниту ќе преземеме мерки, но мислам дека пожарникарите знаат за него и предпоставам дека е обезбедено. Тоа е магазино, нели? Не е магазин, тоа е фабрика. Фабрика. Благодарам на интересот. Еве овде сакам да укажам јавна благодарност до сите оние доброволци, до сите оние луѓе кои што 24 часа макотребно го оставаат своето семејство и се спремни да дадат се од себе си за да може да се изгасат овие пожари, кои што се страшни како што гледате. Жално е што една држава како Македонија е доведена на дередже да се моли на Господ да заврне дожд, за да може да кажеме дека пожарите се изгасени. Ова е недозволиво. Ова на кое што сме денес навистина е едно такво ниско ниво на способност на државата да може да се справи со ваков тип на предизвици и не смееме да дозволиме наредната година повторно да ни се деси ова. Поради тоа ќе се вложат максимални напори од страна на владата да се фокусираме на суштинско и системско решавање на овој проблем. До година повторно да не се соочуваме вака неспремни со оваков тип на предизвици. Сакам да изразам огромна благодарност до сите наши пријатели, затоа што покривувајќи го оној ЕУ механизам за солидарност врз основа на кој што беа испратени воздухопловите од нашите пријателски земји како Словенија, Турција, Србија, Црна Гора, Романија. Огромна благодарност до нив, огромна благодарност до оние луѓе кои што дојдоа овде за да помогнат при гасењето на пожарите, но секако огромна благодарност уште еднаш за сите оние македонци кои што се на теренот. Еве ти издвоам еден доброволец Даре кој денеска и раката ја скрши при гасењето на пожарите, но се уште остана со своите колеги, со своите луѓе, се со цел да може да помогне при справувањето на оваа состојба.
Факт е дека ова дередже не смееме да го дозволиме за во иднина, факт е дека системот не функционира и факт е дека треба да се реорганизираме, максимално да се посветиме на Центарот за управување со кризи, во иднина да ја зајакнеме позицијата на истиот, за да може соодветно да се справува на сите овие предизвици кои што факт е дека се појавуваат, а државата не може да одговори соодветно на нив, заради тоа што буквално секој еден системски дел во државата е уништуван со тек на време и состојбата во која што сме повеќе од очигледна дека не е на нивото на кое што треба да биде. Но сепак благодарност до директорот, благодарност до луѓето уште еднаш тие кои што се героите на нашето време, заради тоа што на еден ваков начин да успеат да се справат со сето ова кое што ни се случува, навистина треба да им се даде признание. Пак ќе речам, мораме системски да гледаме да ги решаваме проблемите, мораме да се реорганизираме во овој дел. Тоа што било, ќе мора да најдеме суштински решенија кои што ќе треба да најдат соодветен начин за да може да се справиме со сите овие предизвици. Благодарам.